Свечен пречек на пасоши во Македонија и тоа е возможно. Дополнителниот заменик министер за внатрешни работи Митко Бојмацалиев си организираше свечен настан на граничниот премин Богородица, а причината да дочека камион со 140.000 образци за пасоши со Северна. МВР за граѓаните на дело пристигнаа 140.000 образци на граничниот премин Богородица. Како што информирав претходно, покрај денешната пратка од 140.000 образци, за многу скоро време ќе пристигне уште една пратка од 85.000 образци, со што бројката од 225.000 образци се комплетира. Додека повеќе од 600.000 граѓани се во еден вид државен притвор во Македонија, бидејќи не можат да ја напуштат државата без пасош со Северна, власта она што е обврска веќе со години, а не успеа да го исполни, го користи во пиар цели. Сега барем немаше чочек и трубачи, како што беше пример при отворањето на автопатот Демир Капија Смоквица, но тоа не беше причина твитерџиите да не му намонтираат музика и трубачи на Бојмацалиев. Ваквиот потек на поранешниот шеф на кабинет на Спасовски најде на подсмев на социјалните мрежи. Има ли некој стручен тука да каже каква е оваа диагноза? Едни со пиетето даваат почит на дрва и камења, други свечено пречекуваат вакцини и пасоши. Ало, Комисија за заразни болести. Дали е ова заразно? Нели треба да прогласите епидемија? Постои ли вакцина? Дали образците за пасоши беа изненадени од пречекот? Уште образци за пасоши немавме пречекано. Со чија химна се дочекаа образците за пасоши? Заменик министер за внатрешни работи организира дочек на образци за пасоши на граница. Да, образци. Организира дочек на пластика и хартија. Да, неверојатно. Со наши пари дочекот се плаќа. Бојмацалиев во својата објава на Facebook упати и порака до граѓаните кои со месеци чекаат само за сликање, навремено да ги заменеле патните исправи.